Во студиото на Здраво Македонија, по 9 часот се дружиме со доктор Љупчо Ѓоргиевски, специјалист по неврологија, Оливера Трајковска, директор на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи, и пеачката Александра Јанева. Останете со нас до 11 часот. Еве на назад во студио, драги гледачи, гостите се веќе со нас. Денеска со мене на оваа маса е колешката Александра. Најпрво ќе ја поздравам неа. Како си, Александра, утрово? Одлично, ти благодарам. Се надевам дека и гледачите дополнително ќе ги расположиме со одлични гости и убави разговори кои ги подготвивме ова утро. Така, да, ние утрово ги разбудивме со една од песните на нашата гостинка Александра Јанева. Утрово ќе промени се, ќе видиме дали нешто песната променила ова утро, ќе ги прашаме нашите гости кои што сте денеска тука со нас. Ќе си ги поздравам. Веднаш до мене од мојата десна страна е Оливера Трајковска, директор на Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи. Оливера, директно од Рим, можам да кажам, во студиото на Здраво Македонија. Добро утро и добре ни дојде. Добро ве најдов и ви благодарам за поканата денеска да бидам ваша гостинка. И нас ни е чест и задоволство. Имаме многу теми кои што ќе ги отвориме со вас. До вас е доктор Љупчо Ѓоргиевски, специјалист по неврологија. Докторе, добро утро. Вие сте првпат во студиото на Здраво Македонија во ваков состав. Да. Еве денеска со 4 дами, се надевам дека убаво, безбедно се чувствувате. Да, благодарам на поканата. Поздрав до водителките, до целата екипа и до гледачите на Канал 5. Така. Ке излеземе со вас малку до ние рамки на, како да кажам, совети кога станува збор за она област во која сте вие специјалист, секако ќе разговараме за неврологијата, но ќе позборуваме за една животна приказна која што вам ви се случила, но за тоа за многу кратко. И Александра Јанева не ни доаѓа директно од Струмица, но е родом Струмица. Добро утро и за тебе, добре ни дојде. Добро утро, добро ве најдов. Јас, како да кажам, веќе како дома се чувствувам тука. Затоа и веројатно каснев малце, се извинувам, но ете стигнав на време, таман сме. Така, кога некој се чувствува близок, нели? Но сепак се дојде на време, за време на вестите се си беше како што треба. Кажав дека утрото го започнавме со една твоја песна. Ајде да ни кажете вас како ви почнува утрото? Дали можеби со музика? Само со кафе, со чај, или сакате само да си молчите неколку минути да си ги средите мислите? Кај мене утрото започнува со молитва, морам да кажам. Значи кратка молитва која што се практикувам секогаш кога станувам. Потоа дефинитивно, бидејќи не пијам кафе, продолжувам со обврските кои што морам да ги завршам и додека се движам кон работното место, бидејќи патувам секојдневно Куманово Скопје, дефинитивно музиката е секогаш со мене, затоа што инаку музиката е составниот дел од мојот живот. Не можам да живеам без музика. Дури и кога сум тажна, слушам одреден тип на музика кој што навистина многу ми помага и за расположението, а и за функционирање во текот на целиот ден. Браво, се пронаоѓам и јас тука во ова сето што го кажавте. Докторе, вие? Јас секој утро го почнувам со утринска гимнастика, 10-15 минути. Браво. Малку разгибавање, зглобови. Тоа ми стана некој условен рефлекс, како да кажам, навика цел живот. Ако тоа не го направам, цел ден сум вкочан, нерасположен. А ова внесува некоја свежина. Потоа следува утринско кафе со сопругата и потоа секој во својот правец, на своето работно место. Така, супер, баш убаво. Александра? Александра, не знам дали ти се пие тебе и од сабајле до вечер? Не, јас не знам дали постои некој од пеачеве колеги кој што ќе каже дека на сабајле му се пее, ама дефинитивно ми се слуша музика, значи обично го ставам кафето да се вари и веднаш пуштам музика. Деновиве многу се радувам што еве имаме неколку нови парчиња на нашата сцена, имаме албуми за преслушување и тоа го правам, така се будам утрински и многу сакам да следам исто така што се случува на странската сцена, на балканската сцена, ги слушам и нивните песни, анализирам текстови, мелодии и тоа ми е професијата и тоа е она што ме носи низ животот.
Така. Александра ќе се согласи бидејќи ние речиси секојдневно имаме музичари тука во нашето студио и гледаме сите нови песни дека многу се поддржуваат. Ако ти извадиш песна, колегите, колешките ќе ја постираат на социјалните мрежи и обратно, што многу ми се допаѓа, не знам порано дали било така, но сега е навистина така и тоа е одлично. Треба да се поддржува, на таков начин ќе расте македонската музика. Така, мислам дека колку побрзо сватиме дека треба да се поддржуваме еден со друг, толку повеќе ќе растеме сите ние заеднички. Кога сте сам во некоја работа, едноставно ниту енергијата се дели, ниту може да се радувате на вашите успеси, кога се делат, тогаш тоа е она што вреди и што може широкиот аудиториум да го прослави. Така, браво, секоја чест за тоа што го правите. Сега сакам сите внимателно да слушнете, бидејќи со докторот имаме една, сам не јас, вие имате една приказна, или она што ми го пративте како мало објаснување за тоа што ви се случило, баш вака почнува: доктор еднаш, доктор секогаш и секаде. Сакам внимателно да не слушате нашите гледачи. Може ли да ни кажете што точно ви се случило во авион? Па, се случи една интересна работа. Мислам, во смисла на содржината не е прв пат. Тоа ми се случува цел живот на работа век, меѓутоа во однос на местото, локацијата, времето беше многу интересно, што беше во момент кога се враќавме од Виетнам, од Хо Ши Мин кон Истанбул, после свадбата на помалиот син, и во еден авион со 300 патници, кои што сите спија ноќе на 11.000 метри надморска височина, што се движи со 900 км на час, одеднаш стюардесата упатува позив. Јас дремев така малку. Ако има некој медицинско лице, да се јави. Така. Синот постариот беше до мене, така и така. Викам, одиме. Нема што, супругата до мене седи, вика, и тука те најдоа. А тоа беше интересно, и тука те најдоа, зашто цел живот сум се бил во приправност, се на повици, дали ќе шетам некаде, дали на работно место, дали во село, дали секогаш сум бил на повики, никогаш не сум кажал не. Така. Нема проблем. Станав, отидов таму со стюардесите, бара, што е интересно, лиценца за работа, дали носите. Така. Нешто сериозна е работата. За среќа, секој што носам со себе, се легитимирав, во ред е, ме одведоа кај еден пациент, патник, испадна пациент, така вознемирен, со тешко дишење, со диспнеја, стручно кажано, до пола веќе сооблечен, вознемирен. Знаете, кога сам ќе останеш така, не е баш лесно. Веднаш целата медицина ви доаѓа во главата. Дали интернистички случај, дали е психијатриски, дали нешто невролошки се случува. Во соработка со стюардесите, стетоскоп, мериме крвен притисок, дадов што требаше упаства, кислород буштивме малку. И додека сето тоа се случуваше, дојде на припомош и еден парамедик од Северна Ирска, кој што го слушнал исто повикот, дојде и он помогна нешто. Тука синот со преведување англиски, бидејќи се работеше патник од Индија, искомунициравме секако што треба и дадов терапија од Индија, тоа што требаше, го оставив, викам, сега надбуѓудување. Во исто време, као готово. Меѓутоа, во исто време... Значи, тоа не е се? Тоа не е се, да. На другиот крај на авионот, пред тоалетот, паднала некоја патничка, колабирала, или кој знае што е. Значи, ајде се упатиме, земаме се и одиме таму. Одиме низ луѓе, викам, меѓу седиштата, сите спијат, ставиле овие заштитни маски за очите, ово, она. Никој не знае што се случува тука. Мислам, сепак беше на изглед вака не драматично, не е некој што, да речеме, живото загрозувачка состојба, меѓутоа никогаш не се знае. Од мојот живот на работно искуство, никогаш не знае што следува после тоа. Еве, да речеме, дали е колапс, дали е мозочен удар, дали е срцеви инфаркт. Не е едноставно.
патничката испружена доле, мериме притисок малку покачен. Јас извршив општ преглед, невролошки преглед, гледам нема знаци за мозочен удар, меѓутоа најверојатно хипертензивна криза ради зголемениот притисок. Пак кажа тама таблети да дадат нешто за смирување, диазепам. Јас седнав тука, пак на посматрање оставив и така во рок од 1 сат, 2 сето тоа се одвиваше. Се вратив. Двајцата останаа живи, за среќа, така? Па да, меѓутоа јас ги мислев до утрото додека стигнав до Истанбул. Верувам. Што ќе биде? Зашто, пак ќе кажам, од моето професионално искуство, никош не знаеш што следува натаму. Беа стабилни, се вратив кај овој патникот од Индија, како си добар, веќе променил и фаца, не беше веќе росен со пот. Ова другата пак се вратив натаму по авионот, морав јас да ги посматрав. Вие бевте единствениот што се пријавивте или можеби единственото медицинско лице, можеби некој пак не сакал да се пријави? Доктор, не сакал, не знам, ми остави печеток после тоа откога се вратив тука една личност, така, разговаравме за ова, вика, па зошто сте се јавиле, вика. Утре може да одговарате, знај, викам, јас во тие моменти не размислував. Не ви ни тикнало на тоа. Ама не може, ако си вистински доктор, ако си вистинско медицинско лице, тоа го работиш инстинктивно, спонтано, тоа ти влегло во крв. Така да. Секоја чест вие сте биле херој за тие двајца, но и за многумина кои што верувам дека се сплашиле во тој момент. Сега не треба да ги сплашиме луѓето, нели да летаме со авион, бидејќи се може да се случи, но и тие луѓе имале среќа што вие сте биле токму во тој авион со нив и сте им помогнале. Браво. Јас во врска со ова напишав една колумна што е објавена на веб страната на Лекарска комора на Република Северна Македонија, најверојатно и во списанието Vox Medici ќе биде објавена во наредниот број, со една цел. Сакам прво патниците да знаат овие што патуваат и што ќе патуваат со авионите, дека во авионите има опрема. Не мислат дека нема никој таму. Имат они стетоскоп, апарат за притисок, имат кислород, имат најверојатно и ЕКГ, дефибрилатори и се. И имат обучени лица што со тие да ракуваат, меѓутоа очигледно овде беше малку посериозна ситуација, се работеше посериозна здравствена состојба на пациенти, затоа не упатија барање за помош. Второ, ова беше насловот на ова колумна, така да речем, еднаш доктор, секојаш доктор. Да знаат моите колеги, помладите, дека штом го избрале овој животен пат да бидат доктори, тие секојаш ќе бидат доктори. Дали во авион, дали на плажа, дали на улица, секојаш и секаде. И во секое време. Така. Александра, верувам дека еднаш пејач за секогаш. Пејач, музиката влегува во крвта и не ве напушта, но да зборуваме малку повеќе приватно. Бракот е нешто што е ново кај вас, па како е пред и по брак? Дали нешто се промени или уживате и бракот е песен? Дали сопругот гледа прво да прашаме, за да знае што да одговори? Се шегува. Па он си постави аларм да се разбудиме, не знам дали се разбуди. Ова е многу често поставувано прашање и од моите блиски, од оние кои што не толку многу ме познаваат, но секојаш им интересно да прашат како е сега во брак. И секојаш го давам истиот одговор, исто како и пред бракот. Затоа што заедно со сопругот живеевме заедно некои 3 години и скоро се ни беше некако исто, само што ете сега е тоа се документирано, се презиме. Така што не можам да се пожалам, убаво ми е, заљубена сум, среќна сум. Прекрасно. И влегов, да, во нова декада од животот, еве наполнив 30 и се радувам на оно што ме чека понатаму. Ви се случуваат убави работи, а умеете ли да запеете некаде ве спонтано? Ако докторот секогаш ја дава својата помош каде и да е потребно, на дружење, на забава, да, тоа само што сакам да кажам дека еднаш пејач за секојаш пејач, особено на прослави. Каде да се појавите како гостин, го очекуваат тоа. Да, дефинитивно мора да ви се даде микрофон или не знам, ако нема микрофон, тоа да се направи на суво. И секогаш ја разубавува атмосферата и затоа ми е драго да го правам
Тоа затоа што кога ќе видите дека некој се радува и онака сочувствува со она што вие го чувствувате дори пеете, тоа е најголемата награда за вас, најголемата сатисфакција. А и некако го чувствувам како благослов тоа што ми е даден талент од Бога и затоа мислам дека треба да го ширам, да го споделам. Така и треба, баш убаво. Оливера, ќе се префрлиме кај вас, вие не работите една работа. Не знам како што најмногу се доживувате, теолог, писател или поет, имате и постдипломски запишано на психологија, она што исто така е актуелно сега кај вас. Пред 2 недели лидерите на верските заедници потпишаа декларација против насилен екстремизам, значи многу работи на вашата маса, ќе кажам. Како што најмногу и се доживувате, каде најдобро се чувствувате, па и малку околу оваа декларација би сакала да позборуваме. Па сега кога би требало да изберам, дефинитивно и тоа ќе го правам кога ќе дојдам во подминати години, би сакала да бидам дефинитивно писател, значи да бидам во некоја мирна средина, иако знам дека тоа не е профитабилно, но меѓутоа носи многу голем спокој на душата, а и тоа ви излегува од душата, така да тоа се посебни моменти кои што едноставно ви го продолжуваат животот. И кога би можела, бидејќи знам дека професијата писател, барем кај нас, не е комерцијализирана и не носи финансиски средства, а и кога би била, дефинитивно тоа не би го правела за пари, туку би го правела за свое лично задоволство, значи од љубов. Но тоа ми е еден вид, како што реков, издувен вентил преку кој што ги исфрлам сите емоции, преку кој што наоѓам душевен мир, но во меѓувреме работам, значи, поголем број на работи, како што веќе кажавте, и во текот на целиот живот, значи ги менував професиите и без оглед на тоа што сум теолог, не работев во струката со исклучок на 1 година кога бев професор по веронаука. Поголемиот дел од животот го поминав како едукатор, проект менаџер, организатор на настани, се нешто кое што беше сосема диаметрално спротивно од мојата професија. И сега, значи, од август веќе сум на позицијата директор на Комисијата за односи со верски заедници и сметам дека по прв пат во таа институција, на раководната позиција, доаѓа човек кој што е теолог, што според мене е многу значено затоа што да не бидам погрешно разбрана, значи на таа комисија, со таа комисија раководела еминентни лица како што е значи Цане Мојановски, Владо Камповски, Анте Поповски, наши познати извикани и етаблирани луѓе, но ниеден досега или Валентина Божиновска, сето тоа се луѓе кои што дале огромен придонес за таа комисија и за самата работа на комисијата, но меѓутоа ниеден досега не бил од областа на теологијата, што според мене е многу значено затоа што кога бидејќи целава работа која што се однесува на комисијата покрај оној дел кој што е менаџерскиот дел кој што бара познавање значи и од правото, познавање и од економијата, значи културна дипломатија, воопшто дипломатија, бидејќи самата позиција опфаќа и сето тоа, круцијалниот момент според мене е теологијата, затоа што ниеден не може да ја разбере подобро верата од оној кој што живее и кој што го учел тоа, кој што работи и ја практикува, да. Така да во тој контекст сметам дека еве, тоа е исчекор кој што е направен во поглед на комисијата, е сега времето и нормално јавноста ќе каже дали моето именување на таа позиција вродило со плод и дали е меродавно теолог да биде раководител на таа комисија. Конкретно за декларацијата која што ја потпишавме, сметам дека тоа е многу значаен акт кој што на јавноста покажа дека во Македонија постои одлична соработка и одличен соживот помеѓу верските заедници. Морам да нагласам дека поголемиот дел од проблемите кои што се јавуваат и кои што се обидуваат да ни ги пласираат на нас во јавноста се од политичка природа. Дека во верските заедници ниту постои нетрпение, ниту постои омраза, ниту постојат некои иницијални моменти кои што укажуваат на тоа дека ние се
делиме по верска основа. Јас можам најотворено да кажам дека еве веќе скоро 10 месеци сум на таа позиција. Она кое што го гледам помеѓу верските заедници, односно помеѓу самите лидери на верските заедници е одлична соработка, секогаш без оглед на тоа дали имаме организирање на настан кој што е од Македонската православна црква или од Исламската верска заедница, еврејската заедница. Сите лидери се секогаш присутни, собрани на едно. Не само што се собрани во формална смисла дека се присутни. Тие помеѓу себе негуваат еден однос на соживот, на почит и на вистина тоа е многу убаво да се види. Затоа што ако лидерите се такви и оние кои што ги следат, односно верниците ќе бидат такви. Не зборуваме за изолирани случаи. Затоа што за да бидеш верник, ти пред се треба да бидеш промотор на доброто и на љубовта. Така. И оваа декларација учи секоја религија. Така, се согласувам. А конкретно за декларацијата, еве веќе не посочуваат, дури и во пошироката јавност, дека сме позитивен пример за подпишување на оваа декларација која што отворено истапува во моментот, односно борбата против насилниот екстремизам. Затоа што ние не треба да дојдеме во момент кога ќе имаме појави како што се соочува Европа или дел од светот, потоа да реагираме. Значи треба навремено да ги детектираме и да ги превенираме сите оние екстремни случаи, а со тоа имаме дефинитивно огромна соработка со верските заедници и тука е направена една спрега која што јас откако сум на раководната позиција, значи имаме одлична соработка со Министерството за внатрешни работи, Агенцијата за национална безбедност, Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам и верските заедници. И значи и комисијата секако овде, со тоа што тоа мислам дека по прв пат се случува и ние меѓусебно правиме размена на информации кои што навремено ќе бидат лоцирани, ќе бидат испратени до одредените институции кои што можат да си преземат мерки. Докторе, колку негативните коментари и разбранувања што ги имаме изминатите години во однос на Министерството за здравство создава недоверба кај граѓаните во докторите? Без разлика дали станува збор за невролози, матични лекари, кардиолози и така натаму, да не ги набројувам сите. Дали сето тоа доведува граѓаните да немаат доверби, веќе да не знаат каде да се обратат? Многу интересно прашање, затоа сум размислувал да не речам со деценија. Еве сега пак нов министер ќе се бира, нели? Да, менувањето министер тоа е веќе политичка работа. Меѓутоа, она што го кажавте, вербата во здравството, во докторите, тоа е прашање што ме преокупира со децении назад, откако сум почнал да работам со доктор, зашто имам впечаток, и мислам дека сум во право, дека со децении назад кај нас се ствара една негативна фама околу здравството. Дека докторите се тие во бели, црни души во бели мантили, да речам, дека тие што се најкорумпирани во општеството, тие се виновни за се. Мислам дека јавните гласила би требало да ја гледат и другата страна на докторската работа. Добро. Она, колку еден доктор треба да вложи во себе за да заврши факултет за општа медицина, колку треба потоа и специализација, тоа се два факултета фактички. Која е одговорноста на нивната работа? Која е нивната работа поврзана со приправност, со дежурства, со стресови? Дали знаете дека еден хирург на еден оперативен зафат тој може да ослабне 1, 2, 3 кила од телесна тежина? Оперативен зафат што трае 5 сати, да речеме, 3 сати, не е битно. Тоа е као еден боксер во бокс меч од 12 рунди што се намалува. Значи, тој стрес физички, психички многу влијае. Докторите, според мене се да бидеш доктор е една привилегија во општеството, као што беше преска кажано, еве уметниците, пејачите е привилегија да имаш добар глас, да знаеш добро да црташ и да бидеш доктор е привилегија, меѓутоа и огромна одговорност. Мислам дека секој доктор што вистински чувствува својата работа не као професија, тоа е еден животен позив што трае 24 часа цел живот од завршување на студиите до умирање и тоа е многу одговорна работа.
Нема ни една, секоја чест на сите други дејности, професии во општеството, секој си има своја тежина, улога, одговорност, меѓутоа здравјето и животот според мене се највредното за еден човек. Ако човекот не е здрав, он не може не може да биде ни полицаец добар, ни возач да вози како што треба. Секоја професија е поврзана со здравјето на луѓето. И би требало, има многу колеги што работат пожртвувано, не само колеги, и ти спомнам и медицински сестри, и целиот медицински персонал што работат пожртвовано, не се штедат себе си. Јас сум имал случаеви, породувања во комбе. Има хитен повик во некое село, таму веднаш од дома ја зима акушерката, нема време да влезе во сала. Тоа никаде не излегува. Мора да се случи веднаш. Тоа никаде не се кажува во јавноста, не излегува. Кога некој спасил нечи живот, доктор, тоа никаде го нема. Но ако се случи лекарска грешка, тогаш веднаш е на... Така наречена лекарска грешка, не докажана лекарска грешка, тогаш веднаш на сите јавни гласила не има. А каде се оние секојдневните успеси на докторите? Така да треба малку повеќе и за тоа да се зборува, за конкретни ситуации, за конкретни работи, за да оние колеги што решиле да се бават со тоа, да им се даде малце стимулус, дека и општеството малку ги цени нивните напори. Вие две мои драги Александри, ти зашто не си побараш една песна? Јас мислам дека Александра нема да ни се налуѓи да побарам утрово песна. Би ја прашала во овој момент Александра, бидејќи секоја работа има своја тежина, па и вие пејачите не секогаш сте во најдобро расположение, со елан да застанете пред публиката и да запеете и да донесете ведрина која што публиката ве очекува. Како умеете да го заборавите она што ви се случувало истиот ден и кога ве очекува настап да бидете со широка насмевка, добро расположение и да пренесете убава енергија. Зашто сите имаме тажни денови кога едноставно душата не ни пее. Така е. Па јас би кажала како и во секоја една друга професија, професионализам во работата, веројатно тоа доаѓа и со искуството, колку повеќе настапувате, толку полесно ќе научите да се справите со секаков тип на емоции. Меѓутоа, кај нас можем да кажем дека некојаш е и опростено да покажете и лутина, и бесна сцена, доколку некој, например, од публика ве изнервира со некаков гест или да кажеме, ми се случило на настап да поминуваат луѓе, да кажам, на бина, што според мене е многу невкусно да се прави. И ја покажува културата на нашите граѓани. Токму така. И знаете, некојаш трпите и не сакате буквално да стварате тензија, сакате да биде гладко, убаво, со убава енергија, меѓутоа некојаш ќе ви дојде преку глава. И ми се случило да на настап, на микрофон, кажам гласно, дека ова е нешто што ми смета и не сакам да се прави. По-добро? Да, и многу пати сум наишла на поддршка од публиката, некојаш било поздравувано и со аплауз, затоа што веруете нив им смета. Има таму луѓе кои што се дојдени за да уживаат во вашето пеење, да ве гледаат постојано, да ве следат со поглед. И сега некој тука им го попречува тоа нешто и тие се нервираат. Така што можеби некојаш е и добро да не биде се позитивно и насмеено, туку некојаш едноставно треба да изреагирате онака како што се чувствувате во моментот. Меѓутоа, генерално, јас сум насмеена позитивна личност и тоа гледам и да го пренесувам и на моите настапи. Колку пеењето има рок на траење и дали планирате со ова целиот ваш живот да биде ваша професија? Ве погледнав настапот Simply Red, кој на свој вистина поодминати години има повторна турнеја, но кој е вашиот план? Се гледате ли на долг рок? Се гледам дефинитивно на долг рок и некако како што создравам музички, се повеќе имам желба да го правам ова нешто. Веројатно затоа што ги качувам стандардите на она што го правам, се повеќе размислувам како да создадам подобар музички проект, да внимавам на тоа каква порака пренесувам. И веројатно кога сум била 21-2 сум имала исто голема амбиција, меѓутоа можеби не сум била доволно мудра и созрена во она што го правам и сум сакала повеќе да експериментирам, па да пробам нешто ново, па можеби
и не сум внимавала на тоа колку нели ќе биде фидбекот кај публиката добар за мене. Едноставно не сум се плашала да експериментирам, и сега сум, да кажем, во некои години во кои ми е многу важно што пласирам, и затоа можеби некогаш ми треба повеќе време да потрошам во студио и повеќе време да ме нема со нов музички проект, за да можам она што ќе биде следно да ги надмине границите. Да ги надмине границите. Да биде квалитетно. А тоа е многу често прашање поставувано од публиката, зашто ве нема, кога нова песна, кога нов проект, и едноставно со секој следен проект е се поголем притисокот и одговорноста да се надминете себе си. Да биде нешто поубаво и подобро. Така и песна или текст на друг изведувач кој би сакале да е ваш. Едноставно стиховите, музиката ве воодушевува и велите зошто ова не е моја песна. Ама си ја пее можеби на нас. Да, низ годините научив да не го барам оно што не е мое. Едноставно сметам дека над 10 години имам кариера и мислам дека веќе оставив некој печат на македонската музичка сцена и луѓето ме поврзуваат со мојата музика и ме препознаваат на радио. Така што важно ми е да оно што го правам јас го поврзуваат со мене. Имам многу песни од моите колеги кои што ги сакам, еве оно што ми е, така да кажам, најсвежо, затоа што бев гостин на концертот на Тамара Тодевска. Извонредно. Многу ја сакам песната Брод што тоне, неколку пати го имам ова кажано, многу сакам да ја слушам таа песна и особено изведбата во живо, затоа што секојаш ме наежува од главата. Да, тоа умее да го направи. Но пред да можеби оваа песна ја запееме, да видиме Милена што ни има од другата страна. Оливера ни донесе неколку книги тука. Ова е Вистина или лудост, книгата е издадена во 2023 година, аудио книга ќе кажам. Беше по повод Светскиот ден на белиот стап или Светскиот ден на слепите лица, извинете. И првата книга, вашиот првенец, Од душата, сакам да ги погледнеме, па потоа ќе ги пуштиме фотографиите, првите фотографии кои што ги имаме од Оливера, за малку повеќе да раскажеме околу приказната за Вистина или лудост. Ти благодарам пред се за книгите кои што ги донесе за сите нас тука во студиото. Може да ги погледнеме фотографиите, прв дел, и да ги искоментираме, да ни кажете што гледаме тука, потоа ќе видиме и девојката која што е слепа, но пее. Така, ова се рецензентката Теја Дуза и промоторката Наташа Пешевска, мои драги пријателки. Тоа е конкретно од промоцијата на аудиокнигата, бидејќи прво беше промоцијата на аудиокнигата, а потоа излезе печатената верзија на самата книга. Така. Ова е, значи, да, прекрасна девојка која е слепа и која што сега е дипломец на политички науки на ФОН. Браво. И за која што парите од продажбата на печатената книга отидоа за нејзината дипломска работа. Секоја чест. Браво, на вистина. Ова е Кристијан, исто така лице кое е слепо и кое работи во општината во Куманово, и ова беа навистина премногу емотивни моменти, мислам, бидејќи тие чувствуваат на друг начин од нас, кога ви приоѓаат, значи самиот допир со главата, со телото, кога сакаат да ви искажат благодарност, значи тоа се моменти кои што мислам дека нема да ги заборавам до крајот на мојот живот. Верувам дефинитивно. Дека нема да ги заборавите. Затоа што и ова исто така едно од лицата, бидејќи беа поканети друштвото на слепи лица од Куманово и од Штип, имаше голем број на присутни тука, конкретно значи за поставувањето на аудиоверзијата на Националниот сојуз на слепи лица на Македонија. Голема заслуга има председател од Жарко, на кој што јавно сакам да му се заблагодарам, и мислам дека поемотивна, не дека тоа било моја промоција, но меѓутоа поемотивна промоција во животот немало, затоа што верувајте и целата публика плачеше. Самиве моменти, она што се доживуваше, присуството на тие луѓе даде некоја посебна емоција која се носеше во воздухот и која што едноставно не можеше да биде спречена да се споделува помеѓу самите присутни на промоцијата. Да, сигурно било навистина и многу убаво.
Така. но и ти со емоции, како што кажавте, баш цела публика дека и исто така плачела. направивме и стикчиња на кои што е поставена самата содржина на аудиокнигата. Тие беа поделени на представниците на самите здруженија на слепи лица и секако на оние луѓе кои што помогна. Тука морам да го споменам и Зоран Тасевски, човекот кој што ми помогна со поставувањето на аудиосодржината на овие стикчиња, и мојот сопруг Драган Трајковски, кој што се погрижија да се биде безпрекорно и ете направиме еден чекор со кој што и на тие луѓе ќе им го доближиме светот многу поблиску, а самата идеја за ова беше бидејќи една слепа девојка, кога излезе мојата прва книга, ми спомена дека мајка ја чита од моите песни и прашањето кое што го добив од неа беше: а како јас би можела да ги читам вашите книги? Мислам, тогаш дефинитивно почувствував дека морам нешто да направам и да го доближам тоа ети и до тие луѓе кои што навистина, бидејќи Браево писмо е премногу скапа инвестиција, се одлучивме за аудиокнига и мислам дека тоа не само и до лицата кои што се слепи. Со таа содржина книгава е достапна и пред некој ден ја пратив на луѓе во Австралија, ја слушаат луѓе во Германија, ја слушаат нашинци кои што се секаде во светот, кои што со само еден клик, значи на сајтот на Националниот сојуз на слепи лица, и додека се возат во автомобил, и додека пешачат или додека готват дома, може да ја слушаат книгата. Така, мора да одиме со реклами, по рекламите Александра ќе размисли која песна сака да не ја отпее, за кратко се враќаме назад во студио.